На европскиот пат најмногу исполнува Министерството за дигитална трансформација, а најмалку за правда. Ресорот на Стефан Андоновски, кој е нов, минатата година донел и имплементирал најмногу закони, со што е лидер во владата, додека оној на чие чело Игор Филков може да се спаси да не биде на дното, кога ќе се усвои законот за јавно обвинителство кој е во процедура и еден од фундаменталните за напредок во евроинтеграциите. Ова е заклучокот од анализата на невладината Societas Civilis за тоа кој најмногу работи во исполнување на условите за членство во Европската Унија. Според нив во текот на 2025 година Македонија исполнила 30% од реформската агенда, но имајќи предвид дека рокот е 2027 година, се очекува таа целосно да биде исполнета. За сега најголема имплементација гледаме кај Министерството за дигитална трансформација, која што донесе пакет на закони изминатата година, јуни 2025 година. Најмала исполнетост и имплементација имаме во делот на фундаментални реформи, тоа е петата област каде што одговорна институција е Министерството за правда. Дигитализацијата е многу важна и за помош на бизнисот и економскиот напредок на државата. Претседателот на Бизнис конфедерацијата Миле Бошков вели дека реформската агенда е од големо значење и за бизнисите. Според него, некои од мерките кои е предвидено да се воведат треба да бидат нивни конкретни помагатели и поддршка. Ние доколку не спроведеме реформи во компаниите, не почнеме да размислуваме за дигитализација, за конекција, за подобрување на нашите производи, реформската агенда за подобар бизнис подразбира дека едно пакување од било кој наш производ ќе треба да биде усогласено според европските стандарди, да не ја загадува животната средина, да не, ако е од секторот храна и пијалоци, да не наштетува на здравјето на корисниците и на консументите. Според првиот човек на Societas Civilis Марко Трошановски, за напредок на економијата и подобар живот на граѓаните важна е и добрата комуникација меѓу бизнис секторот и сите гранки во државата. Инаку реформската агенда на Македонија од страна на Брисел е оценета како најдобра на Западен Балкан, како и дека спроведувањето оди со добра динамика. Сепак и покрај тоа што реформите се спроведуваат, блокада на патот кон Европската Унија не остануваат бугарските уцени и главниот услов за промена на уставот, ветување што го даде владата на СДСМ и ДУИ.